أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Прво место во секоја една пригода и прилика захвалност му припади само на Аллах џеле шану, затоа што само Аллах џеле шану е достоен да му се прави фала, салават, селам, од мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. И вечеров продолжуваме во три основи на верата во оваа книга која започнавме во овој ланец на предавања, во третиот дерс. Претходниот дерс завршивме со првиот дел или првиот вовед на оваа книга во која зедовме 4 прописи кои треба да ги знае секој еден муслиман и муслиманка, секој еден од нас му е фарз да ги научи тоеве 4 прописи. Спомнавме првиот е илм, знаење, шеријатско знаење, во ова знаење спознавме што треба да се научи, број 1 да се спознат Аллах, да се спознат пегамберот и динот, број 2 да се работа спрема теа знаење, број 3 да се повикуваат и другите во тоа илм и во тоа знаење, и број 4 да се прави сабур во поднесување на искушенијата и тешкотиите кои ќе те задесат во сиве овие 4 нешта. Ова беше првиот вовед во оваа книга. Вечеров со дозвола и помош на Аллах џеле шану започнуваме со вториот дел или вториот вовед во оваа книга, кој е како продолжение на првиот. Ова е само едно продолжение на првиот дел и кој е вовед во следното што доаѓа. Ова е продолжение на претходниот дел, првиот вовед, и е вовед во тоа што доаѓа напред. Или подготовка за тоа што доаѓа следно после овој втор вовед во оваа книга. Во ова вечер, иншалла, ќе земаме уште овај вовед, втор вовед, може би целиот, може би не знам колку ќе стигнеме. Нема да се брзаме многу, како што спомнавме во почетокот, важно е многу да ги разбериме овие прописи, број 1 да ги разбериме. Спомнавме дека не треба да се напрегаме многу за да ги фатиме и разбериме сите во еден дерс. Не може. Поради таа причина ги повторуваме и ќе ги повторуваме овие прописи на верата. Овие треба да станат кај нас како нашето име што го знаеме секој на себе си. Така треба да постанат овие прописи во животот на еден човек. И вечеров, со дозвола и помош на Аллах џеле шану, ќе го земаме следниот вовед, кој вовед има некој од овие талебиња во што ги ја учеле оваа книга. Прошлиот пат почнавме, па иншала нека бидете една мала традиција, може би иншала за следните книги, како што е традиција на некој од тие алими кои ги прават шерх на овие книги, да ни читаат тие, тој метн од таа книга, таа основа на таа книга, и потоа да зборуваме ние, така и вечеров, иншала едно од талебињата нека го учи тој дел што имаме вечеров да земаме. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسوله فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Значи ова е тој дел, иншала, може би вечеров ќе го земаме целиот, иншала ќе го преведиме полека овај дел, што беше. Почетокот почнува шејхот, како што кажавме, ова е вториот вовед, и вели
Елем рахимак Аллах, знај Аллах да ти се смилува. Еннеху јаджибу ала кулли муслимин ва муслиматин, дека на секој еден муслиман и муслиманка му е фарз да ги научи тааллуму хадихи лмесаили ثلاثة والآمل بهن, да ги научи овие три прописи да работат спрема ними. Овие три прописи во вечерашниот овај дел или овај втор вовед во оваа книга, првиот ќе биде таухид рубубие. Шейхот во првиот зборува за таухидот рубубие, во вториот за таухидот улухие и во третиот ел-вала вел-бера, сакање и мразење во име на Аллах џелешан, пријателување или непријателување во име на Аллах. Шейхот во овај дел, како е негова пракса и на многу други од улема, започнува со глаголот елем, знај. Овој глагол го земат наредбен глагол за наредба, за да се добиет концентрација, за тие да внимаваат и да знаат дека после овај збор нешто важно доаѓа. Нешто големо важно. Изборувавме во првиот дел, нема да се враќаме многу, дека многу е важно човекот кога му кажува на некого нешто од вера, тој да биде концентриран, да му е умот тука, не да биде зафатен со нешто. И поради оваа работа кажавме дека ова е пракса во Аллаховиот говор во Куран. Аллах џелешану на 30 ајати ги започнуваат или во средина од тие ајати имат вакво нешто. Знајте или знај. Поради важноста што доаѓаат после тоа, за да се добиет концентрација. Рахимак Аллах, Аллах да ти се смилува. Второ, шейхот го употребува често ова дуа. Аллах да ти се смилува. Односно ова ги содржи две дуа во себе си. Аллах ти се смилува, односно Аллах ти ги опрости претходните гревови во твојот живот. И Аллах да те заштити од лошотијата на гревовите во иднина. Така се разбира оваа дуа. Значи верникот треба да му посакуваат хајр, специјално на тие кои ги повикуваат. Специјално на некои кои се блиски, и ако се талепи на тие што сакаат да бараат знаење, треба добро да се однесуваат со нив. Вистински да му го посакуваат хајрот на ними. Значи од срце. Почнувајќи со ваква дуа, вакво барајне, хајр за ними, опрос за тоа што поминало и заштита за тоа што доаѓаат во иднина. Јаджибу алейна, фарз ни е на нас, вели шейхот. Како што спомнавме во претходните 4 меселина, истиот пропис го имаат и овие 3 прописи, 3 меселина кои ќе ги земаме вечерот, овие се фарз, фарз и ајн. Немат оправдание никој ако не ги научи тој во неговиот живот. Немаш оправдание. Оставањето на овие прописи од верата следуваат казна за таквото оставање на овие прописи. Казна. Затоа сме створени. Немаш време, че најш. Мораш да најш. Затоа си створен во оваа дујна си дојден. Ове алејна на нас, на кого на нас? На верниците, на муслиманите, на неверниците, на куфарите, на джиновите, на сите овие му се облигација да ги спознат и во пракса да ги спроведат овие прописи. На сите. На секој еден. Зашто ова е основа на верата, кажавме дека секој е обврзан за основата на верата, за основните бази на верата, теухидот, рубубијето, улухијето, есмаот, сифат и овие обврз, секој еден инсан и джин имат обврска да ги научат овие нешта. Аха, са специјално тие кои се нарекуваат муслимани, морат да ги знаат овие нешта. Како што спомнавме, за неговото оставање имат казна и немој да се оправда човекот со ништо. Освен ако не е балик, ако не е пулнолетен, исламски пулнолетен, ако не е марнат од умот, овие се оправдува. Калемот се креват, не му се пише гревови на овие, на малолетен, на тој што е меѓнун, луд, марнат и тој што спијат, додека спијат. Други не се оправдуваат. Под учење се подразбират верување во значењето на овие 3 прашања. Да се веруват во значењето на овие прашања. А ова верување и ова значење се земат од шеријатот.
Значи, како го објаснува тоа верување и тоа значење на тие прописи шеријатот. А не како ние мислиме и како ние ги правиме тефсир. Како ние ги објаснуваме некои прописи и некои фарзови од верата. Зошто? Ова е важно, што ќе го напоменам сега. Добра концентрација да се имат за ова меселе, за овој пропис. Зошто многу фирки, групации во исламот залутале поради тоа што ги објаснале овие прописи со нивниот акал, со нивниот мозок. Немаат база и аргумент во исламот, во шеријатот. Не го земале значењето на овие зборови од шеријатот. Тие го направиле како? Например, иманот. Тие кажале што е иман. Ке ехли сунет вал џемат има добра дефиниција што е иман. Кадер, што е кадер? Аллахова одредба. Има добра дефиниција за ова. Тие направиле своје разбирање на овие зборови и значење. Или, што се мелеки? Мелеки имат многу луѓе, некои од шейховите споменуваат во некои места, мелеките, некои луѓе го разбираат, значи го земат зборов мелеки, веруваат во мелеки, како збор од шеријатот, ама значењето на овие мелеки го прави тој тефсир и вели, мелеките се душите од верниците. Душите од верниците се мелеки. Кога умрат верниците, тие се мелеки. Ова е батил. Ова не е исправно верување. Има добро обележани дефиниции за овие зборови и на кој начин да се верува това нешто во исламот. Го потврдуваат зборот, ама значењето на тој збор го правит понегово. Му дават тефсир на значењето на тој збор, како тој мисли или како неговиот акал го разбира тоа нешто. И ова е многу опасно нешто. Поради ова нешто, овие зборови, овие прописи треба да се земе со зборовите од шеријатот и со разбирањето кое го кажува шеријатот за тие зборови, како се разбираат тие прописи. Секое име и говор морат да биде со значењето на шеријатот, не поинако. Ще го споменуват да се учат 3 прописи од верата и да се работат спрема нив. Значи, предходниот вове спомнавме 4, сега 3 прописи од верата и да се работат спрема нив. Како што и да се работат спрема овие 3 прописи кои ќе ги спомниме. Како што спомнавме, делото е плод на илмот, на знаењето. Ако имат илм, доказ за овој илм е плодот. Не може едно без друго, споменавме. Не може едно с друго без едно. Овие две се обавезно поврзани едно со друго. Не може да се разделите едно без друго. Не може да има човекот илм и да не прави дела. И не може човекот да прави дела, да немат илм, да прави по негова хира, по негово мислење. Морат да бидете во согласност со шеријатскиот илм. Зошто? Спомнавме дека зборот на Фудейл ибн Ијад, алимот, тој што познава нешто од верата, било мало, тој што познава нешто од верата, не престанал да биде незнаенко, не престанал да биде незналица, се дека не го спроведе тој илм во пракса. И кога ќе го спроведе тој илм во пракса, тогаш постануваат алим за тоа што го знаат колку и да е, 1 пропис, 2 прописи, 5 прописи. Ако не ги стави во пракса, тогаш мој да се опиши со некое својство, како што спомнавме предходниот пат, каде Аллах Џелешану споменува во крајот на сура Фатиха, кршани правеле дела без знаење, евреи имале илм и не правеле, не работеле спрема тој илм. И некој од овој умет мој да се опиши со вакво својство во едно меселе, да има слично својство на овие во еден пропис, ако се согласи со ова нивна дефиниција што има нели. Првиот пропис што ќе го спомниме, го потврдува теухидот рубубија, кој е признавање на Аллах Џелешану како господар, како владател, како малик, како разик, како мудеббир, како створител, како обскрбител, како владател, како онај кој ги контролира сите нешта. Во овај пропис, пејгамберите со поранешните народи немале проблеми. И тие што ги прифатиле на нив, како нивни пејгамбери кои ги следеле, и тие од народите кои им се спротивставиле на пејгамберите кои не ги следеле, немале проблем во овај теухид и тие го признавале овај теухид.
Вели Аллах Джелешану: "Валаин саалтахум", и ако ги прашаш на ними, "Мен халака ас-самавати вал арда", и ако ги прашаш на ними кој ги створи небеса и земја, ќе кажат Аллах. Во еден ајат, во други ајат вели Аллах Джелешану: "Валаин саалтахум мен халака ас-самавати вал арда лаякулунна халакахунна ал-азизул алим", и ако ги прашаш кој ги створи на небеса и на земја, ќе кажат ги создаде силниот и зналецот. Аллаху акбар. Потврдуваат и рубубијет и есма ва сифат, и ги признаваат господарството на Аллах, и ги признаваат имињата и својствата, некои од имињата и својствата на Аллах Джелешану. Некои од имињата и својствата ги признаваат. Зошто е тогаш спомена шехот овде дека го има споменато рубубијетот во прво меселе? Зошто? Рубубијетот е базата на таухидот. И е вовед во улухијетот. Во признавање на Аллах Джелешану како еден единствен кој заслужува да му се прави ибадет. Значи, секој еден кој ќе го признај на Аллах како створител, обскрбител, владател, онај кој ги контролира сите нешта, онај кој дава живот и смрт, онај кој дава возвишеност и пониженост, кој го признај на Аллах вака, обавезен е, мора да го признај на Аллах Джелешану и неговиот улухијет. Да признај и да му прави улухијет на Аллах Джелешану, да го обожават само на Аллах Джелешану, мора. Обавезен е тој кој го има ова, да го признај на Аллах Джелешану како еден единствен кој се обожава. Вели шејхот: "Ал-ула", прво меселе, "Ен Аллаха халакана", Аллах не створи на нас. Овде кај рубубијетот. Ова е првото меселе кое кажавме дека шејхот го потврдува со ова меселе, рубубијетот или господарството на Аллах Джелешану. Аллах не створи на нас. На нас, на сите. Се што постојат, Аллах Джелешану створи. И Аллах Джелешану створи све што гледаме. Се што знаеме и што не знаеме, Аллах Джелешану е створител. Ова е рубубијет. И во ова стварање на Аллах Джелешану, како Аллах Джелешану како створител, никој го нема това својство освен Аллах. Ни слично, ни ближно, ни најмалку, ни најголем, само Аллах го има това својство како створител. Зошто? Имат фирки, имат групации и во денешно време кои им припишуваат на некој, нажалост, имат вакви, на некои гробови, на некои што се умрени, дека тие имаат рака во створањето, во свемирот, во космосот, дека имаат тие рака, дека имаат тие удел во плодот, во утробата на мајката. Нажалост, имаат вакви. Сум слушнал со мој уши од луѓе, оделе кај нивниот шејх, некој суфи, и кога стигнале кај него, тој им кажал се што зборувале во кола. До детал. Вакво својство нема никој освен Аллах. Да знае ти некој толку далеку таму, вакво својство да што зборувале му кажале. Или некој вакви други работи. Че ова господарство, Аллах не створи на нас, ова господарство му доликува на Аллах Джелешану и никој не може да створи ништо. Аллах Джелешану не створи на нас како инсан, Аллах не створи како инсан, кога не бевме ништо, не постојавме. Аллах не створи без ништо. Немаше ни мостра, ни ништо Аллах не створи на нас. Вели Аллах Джелешану, гледај ова. Хел ета аля л-инсани хинум мин ад-дahri лем јакун шеј'ан мазкура. Зарем не дојде за човекот период од времето кога тој не беше ништо што се споменува, не беше спомнат за ништо, не беше нешто што се споменува. Некогаш пред 50, пред 30, пред 100 години не сме биле спомнати, не сме биле ни во никаков есап во дујна. Зарем не дојде на човекот ваков период, вели да Аллах Джелешану да се потсети дека беше нешто што не беше спомнато, не беше некој помислил на него. И вели Аллах Джелешану: "Лакад халакна л-инсана фи ахсани тaqwim." И Аллах дека го створи на човекот, дека вели Аллах Джелешану дека човекот секако ние го создадовме во најличен и најдобар изглед. Совршен најдобар изглед. Човекот е створен во најсовршен изглед.
Allah je тој кој не створи. Allah je тој кој има само удел и никој други во ова стварање. Во небеса, во земја, во инсан, во цел космос, во цел 7 катови небеса и 7 катови земја, едини створител е само Аллах. Никој нема такво својство. Второ, варазакана, и Аллах е оној кој ни дава ризк на нас, кој не обскрбува. Аллах е тој кој не обскрбуваше во утробата на нашите мајки. Аллах е тој кој не обскрбува во оваа дујна. Аллах е тој кој ќе не обскрбува на негов начин како тој знае во гроб, во суден ден, во дженнет и тие ќе бидат во џехенем. Рискот доаѓа само од кај Аллах и од никаде друго. Разик, разик, обскрбител е само Аллах. Рискот, ризниците во дујна и во ахирет се само кај Аллах. Дошло во еден хадис, кога од првиот инсан и џин би се собрале во една долина и да барат од Аллах Џелешану што сакат. Што сакат да барат? Што ќе му дојде во ум? И секој да го бара тоа што го сака. Ова немој да го намали на Аллах Џелешану, да му е намали неговата ризница, неговиот риз, како некој да го стави една игла во едно море и нека погледни што ќе врати од тоа море. Аллах. Аллах е единствен оној кој дава обскрба. Веќе Аллах Џелешану: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. На земјата нема ниедно животно, живо суштество на кое Аллах не му дава ризк. Аллах оној кој му дава ризк. И он да не го знае неговото престојувалиште и неговото наоѓалиште. Сето тоа е во книга јасна запишана. Нема нешто животинче што има нефес, што е живо, од атом, од молекула, тоа што има потреба од ризк, до најголемото створење во дујна, а Аллах да не му дават ризк на него. Аллах е тој кој дават ризк. Рискот немој да му го земат на никој. Тоа е определено уште во утробата на мајката. Тоа е определено уште за секој еден од нас 50.000 години пред да се створи небеса и земја. 50.000 години пред тоа за секој еден од нас. Веќе Аллах Џелешану: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Секој благодет при вас е од Аллах. Се што имаме, браќа, се што поседуваме од Аллах кај нас. Да знаеш, секој еден најмал благодет и најголем што го поседуваме од кај Аллах. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. И ако ги броите благодетите од Аллах, немојте да ги изброите. Да броиш њамети што ни дал Аллах, немојме да ги изброиме. Сиве овие њамети доаѓаат од кај нашиот створител Аллах. Аллах не створи првото, Аллах е тој што не створи, Аллах е тој кој ни дава ризк. Овој ризк ни го дават Аллах Џелешану за да се помогнеме со тој ризк да му правиме ибадет на Аллах Џелешану. Аллах. Да со тој ризк да се помогнеме да му правиме ибадет на Аллах Џелешану. Овој ризк дали влегуваат обскрбител Аллах Џелешану во овој ризк, дека Аллах Џелешану му дават и на куфари, на некуфар, на муслимани, на сите му дават ризк, на секој едно животно. Овој ризк кој е јадење, тој е ризк од Аллах Џелешану, макар и бил харам, тие мушици што го користат како харам, тој се вика ризк, повторно обскрба за тело да се издржува. А рискот халал е во извршување, кога се извршуваат Аллаховите наредби, на Аллаховите прописи. Продолжуваме во книгата и вели шејхот: وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. И не препушти Аллах Џелешану сами на себе си. Аллах не остави без да ни дај некоја обврска, без да ни дај некој наредби и забрани. Не сме дојдени во дујна само да јадеме и да пиеме без да имаме некој ограничувања,
без да имаме некои наредби што треба да ги правиме. Види. Зошто? Зошто за овај живот, за овај риск ќе одговараме и позади ова има две престојувалишта, дженнет или джехеннем. Не сме препуштени на себе си што сакаме да правиме. Ми имаме строго обележан пат по кој треба да живееме. Јахсебу л-инсану ај јутрака суда. Мислите ли дека човекот ќе биде оставен тек така, туку така? Дошло во тефсир, големиот број на муфесири велат дека нема да има наредби и забрани. Мора да има наредби и забрани. Ефахасибтум аннама халакнакум абетен ва аннакум илейна ла турджаун. И мислите ли навистина дека ние ве создадовме залудно и ете така нам нема да ни се вратите? Вете Аллах Джешан продолжува тоа ајет исто вториот после овега. Фатаала Аллаху л-малику л-хак. Ла илаха илла хуа раббул аршил карим. Та Аллах е вишен и возвишен за вакво нешто за да створи и да не му дај топ врски на неба. Фатаала Аллах. Аллах е возвишен за вакво нешто, за да створи нешто, а да не му дај вакви обврски. Аллах е владар вистински. Нема други Господ освен Него, Бог, Господар на аршот благороден. Се вели? Ова аје што го спомнавме првиот. И мислите ли дека навистина ние ве создадовме залудно и ете така нам нема да ни се вратите, че им се речи на тие што ќе бидат во џехеннем кога ќе влезат во џехеннем. Аллах. Мислите ли дека залудно ве створивме на вас? Мислите дека нема да ни се вратите на нас? Аллаху акбар. Мислите нема да дојдете во ова место? Многу мисли дека така ќе помине овој живот, само и нема ништо после тоа. Не, имат одговорност. За секоја една стотинка, за секој еден момент во оваа дујна. Бел арсела илейна расулен. Вели, не ве створивме туку така, не го испративме пејгамбери. Вели шејхот, не го испративме пејгамбери кај вас. Не ве створивме туку така, не го испративме пејгамбери кај вас. Зошто? Кој ќе му биде послушен, продолжуваат. فَمَنْ أَطَعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Кој ќе му биде послушен, ќе влезе во џеннет. Кој ќе му биде непослушен, ќе влезе во џехеннем. Овде бел арсела илейна расулен, не го прати пејгамбер, нас го прати пејгамбер сам за овај уммет. Аллах го прати пејгамбер сам за овај уммет. И кој ќе му биде послушен на пејгамбер сам, ќе влезе во џеннет. Кој нема да му биде послушен, ќе влезе во џехеннем. Гледајте. Во што послушен? Во тоа што повикуваше пејгамбер алейхиселам, во тоа што е објасна верата, во неговиот таухид, во неговото објаснување на верата. Вели Аллах Джелешано: "Валакад баъthna фи кулли умматин расулан ан јаъбуду Аллаха ваџтанибу ат-тагут." И ние за секој еден народ испративме пејгамбер, и тој пејгамбер им викаше на нивниот народ: "Обожавајте го Аллах и избегнувајте ги тагутите, немој да ги обожавате тие што се обожаваат освен Аллах Джелешано." Секоја една мисија на еден пејгамбер беше ова, главната мисија. Главното посланство со кое идеше, таухидот со кое идеше, обожавајте го на Аллах и избегнете ги тие што се обожаваат освен Аллах. И ова влегување во џеннет, тој што ќе му биде послушен нови пејгамбер ќе биде подолу, ќе влезе во џеннет. Дошло во еден хадис, вели пејгамбер сам: "Мен атаани дахала ал-џенне, ва мен асани дахала ан-нар." Кој ќе ми биде послушен, ќе влезе во џеннет. Кој нема да ми биде послушен, ќе влезе во џехеннем. Факат еба, тој одбил више да влезе во џеннет. Кој ќе му биде послушен пејгамбер сам ќе влезе во џеннет. Односно, кој ќе ја изврши таа база на тој давет, на тоа повикување на кое не повикуваше пејгамбер сам, ќе влезе во џеннет. Ова влегување во џеннет може да биде директно или може да биде индиректно, односно да влезе во џехеннем човекот и потоа да излезе од џехеннем. Како се разбира тоа? Човекот ако, значи во основа, ова влегување во џеннет мора да биде изградено на чист таухид, да нема во овој таухид, во ова верување на Аллах ширк, да не му се припиши ширк на Аллах Джелешано. После, ако човекот умри со чист таухид и без големи гревови кај него, или за овие гревови големи направил таубе во дуња,
се покајал искрено со тие прописи кои ги имат теубето за големите гревови, овај дошло во хадис ќе влезе во џеннет без хесаб, директно. Може би и хесаб, ама без да влезе во џехеннем. Имат базата на теухидот, нема ширк, ама имат големи гревови кај него. И не направил теубе за некој од овие големи гревови. Овај во судниот ден ќе биде фи машијатилла, овај ќе биде во сакањето на Аллах Джелешану. Ако Аллах Джелешану сакат му опростит, ако Аллах Джелешану сакат го казни за тие големи гревови, и еден ден повторно ќе излезет од џехеннем и ќе влезет во џеннет поради неговиот теухид. Аллах. Поради оваа причина зборуваме често што е ова теухид, поради оваа причина. Немаш теухид, нема спас за тебе. Немој никој да ти помогне. Ибрахим алейхиссалам во суден ден дошло во хадис во Муслим, во Махшер, во таа гужва, ќе го види неговиот татко. И неговиот татко ќе му рече: "То синко, верувам сега." Аллаху акбар. Ќе може сега. Ибрахим алейхиссалам ќе од Аллах Джелешану ќе барат од Аллах: "Ја Аллах, ти рече аз дека нема да бидам насекиран." А и каква секира се мојов татко вака? Ќе може Аллах Джелешану: "Ја Ибрахим, ја го забранав џеннетот за мушрици." Забранат е џеннетот за мушрици. Немој. Кога Ибрахим алейхиссалам, Ебул Ембија, татко на пејгамберите, сите пејгамбери што дојдоа после него беа од негова лоза. Кога тој немој да посредуват за човек што има ширк, никој немој да посредувате. Инна Аллаха ла јагфиру ан јушрека би ва јагфиру ма дуне залика лимен јаша. Аллах нема да опрости ширк на никој, а ќе опрости помало од ова кого сакат. Ова влегува тоа што го зборуваме за тие што имаат теухид и ќе дојдат со големи гревови во судниот ден, не направиле теубе за тие големи гревови. И кога Ибрахим алейхиссалам немој да посредува, никој немој да посредува, поради оваа работа зборуваме често за овај теухид и опасноста на тој ширк. Лезе. Како кажавме, тие што нема да му бидат послушни на пејгамберот алейхиссалам, ќе влезат во џехеннем. Куллу уммати јадхулуна ал-џеннета илла мен аба. Сите од мојот уммет ќе влезат во џеннет, освен тие што одбиле. Килем му рекој: "Ја Расулаллах, кој тој што ќе одбие? Тие што ќе ме следат ќе влезат во џеннет. Тие што нема да ме следат ќе влезат во џехеннем. Тие што не ми се послушни на мене, на овај мој теухид, на овај мој пат, ќе влезат во џехеннем. Тие што ќе го одбијат на пејгамберот алейхиссалам, ќе влезат во џехеннем." Значи, колку е сериозна оваа работа, браќани. Аллаху акбар. Ова непослушност на пејгамберот алейхиссалам има два вида. Слушај добро. Првото, непослушност во основата на динот, во иманот, во стубовите. Со ваква непослушност човекот е од оваа група, излегува од вера. Кога човекот не му е послушен на пејгамберот алейхиссалам во основата на динот, во основата на иманот, во основата на стубовите на динот, тогаш овој непослушен и влегува во оваа група што ќе влезе во џехеннем. Второ, непослушен во помало од ова. Непослушен во помало од ова. Може би во големи гревови, во помали гревови. Овај го имат основата на овај теухид, базата на овај теухид, за овие гревови пред да умре треба да направи теуба, да се покаја. Овие два видови на непослушност на пејгамберот алейхиссалам. Првиот е опасен, значи нема добро за него. Вториот исто така е опасен, верникот треба да го зема тоа во неговиот живот, не да се научите еден модерен израз сега. Тој е греф, не е куфар. Овие гревови врача водат во куфар. Гревовите водат во куфар. Гревот раѓаат греф, малиот греф раѓаат голем греф и да додека заврши во куфар. Додека срцето не се направи јаглен, секој еден греф, вели пејгамберот сам, прави нуктатун сеуда, прави црна дамка во срцето. Секој греф црна дамка, се додека не постане срцето јаглен црно и не знаеш што е добро и што е лошо. Значи немој ова модерно во денеска, тој е греф. Тој е греф, не е куфар, таа е греф. Не. Треба да бидеме внимателни. Сахабите спомнавме во почетокот за секој еден греф, кажале, вие за овие гревови, сахабите еден мал греф го сметале како една планина која секој момент треба учествувале дека ќе се здробит врз нив. А рекол еден од сахабите: "Вие денеска гревовиве и големи да се ги граате како една мува што застанала на вашиот нос и ја бркате со вашата рака." Верникот на овој начин треба да приде на овие гревови. Не знаеш со кој греф можеш да ја предизвикаш Аллаховата љутина. Не знаеш.
И доказ за ова, дека тие што ќе му бидат послушни на пегамберот сам, кажавме, ќе влезат, тие што ќе му бидат непослушни на пегамберот сам, ќе влезат во џехеннем. Ајето што го учевме, доказ за ова, Инна арселна илейкум расулен шахиден алейкум кема арселна ила фирауна расула. Да, ние ви испративме пегамбер, Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, кој ќе сведочи против вас. Ќе сведочи неговото посланство, тоа што ја објави оваа вера против вас. Исто онака како што на Фираун му испративме пегамбер. Исто како на Фираун што му испративме пегамбер. Ова доказ, велите улема, дека курејшите знаеле за Фираун, знаеле за Муса алейхиссалам. Значи овде му испративме на Фираун пегамбер Муса алейхиссалам. И знаеле тие за ова нешта. Фааса Фирауну расула. Фаахаднаху ахдан вабила. И Фираунот тогаш не го послуша на пегамберот. И ние заради тоа го зграбивме со еден грабеж груб. Го казнивме со една груба казна. Поради непослушноста на Фираун на Муса алейхиссалам, Аллах џелешану го казна на Фираун со тешка казна. Велите Ибн Аббас, а кој нема да убиди послуши на пегамбер алейхиссалам, уште поголема казна ќе има. Зашто степено на пегамбер алейхиссалам е поголемо степено на Муса алейхиссалам од улул азми мин русул, број 1 пегамбер алейхиссалам. А ова го зедовме, го зграбивме со еден грабеж груб. Што значи? Велите улема, го зграбивме во дујна, го казнавме, го казнавме во берзах, во гроб, и ќе го казниме во ахир. Во дујна Фираун ене раббукумул а'ла, кажа Фираун во дујна, аз сум ваш господар. Во дујна. И што рече друго? وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. И Фираун возгласи, раска, викна меѓу народот свој велејши: о народе мој, не ли ми припаѓа да владеам со Египет и со овие реки под мене кои течат? Не гледате ли? Се пофарли дека му доликуваат на него да владее со Египет и со овие реки кои течат по него. Гледај добро, гледај добро. Аллах џелешану го казна во дујна со потоп. Го потопи во дујна. Поради тоа што рече: не ли ми доликува мене да владеам со овие реки? Аллах џелешану го потопи. Таа киса, кога Муса алейхиссалам бегаше со Бену Исраил, дојдве до таа вода, позади нив Фираун. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ لَمُدْرَكُونَ. И бидејќи двете дружини се здогледа една со друга, карчи. И рекоа следбениците на Муса, Бену Исраил, евреите: само што не стигна, овие ќе не стигне на нас. Муса алейхиссалам рече: قَالَ كَلَّا, рече никако. إِنَّ مَعِيَ رَبِّ سَيَهْدِينَ. Аллах е со мене, тој ќе ме упати на мене. И Аллах џелешану му нареди на Муса алейхиссалам да удри со тој аса, тој стап што го имаше во негова рака, се раздели таа вода како две брда, како две планине тврди, и почвата, земјата долу остана сува, не блато. И кога Аллах џелешану го спаси на Муса и неговиот народ, на Муса алейхиссалам, излегува од тоа место, таа вода во друго копно, во други брег, Фираун влезе во средина, Аллах џелешану го потопи со таа вода со која тој кажуваше дека му доликува на него да владе. Ова е првата казна во дујна. А во берзах, во гроб, Аллах џелешану го казнува на Фираун и неговите следбеници секое утро и вечерина со оган. Велите Аллах џелешану: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. Огнот во кој ќе бидат фрлени и наутро и навечер, во гроб. Сабајле и навечер ќе бидат казнати, се казнуваат до судниот ден со оган Фираун и неговите следбеници. Денот во кој ќе се случи часот во судниот ден, ова е казната после во ахирет. Воведете го семејството Фараоново во најжешката казна. Ова е плюс тоа. Замисли, ова е казна за Фираон и неговиот народ што не му беа послушни на Муса алейхиссалам. Ибн Аббас вели,
казната од овој уммет, што нема да му бидат послушни на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем во неговата наредба, во неговиот ден ќе бидат пожестока од ова. Allah да не заштитите. Имате еден ајет: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. А онај кој е послушен на Аллах и на пејгамберот негов, ќе влезит во дженнетските бавчини с кои реки течат, во нив за навек ќе остани. Ете, тоа е победа голема. Кој му е послушен на Аллах и на пејгамберот, ќе влезет во дженнетски бавчини с кои реки течат и за навек ќе остани, и тоа е голема победа. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. А онај кој не послушен на Аллах и на пејгамберот негов, кој ги преминува границите негови, ќе влезет во огнот и во него за навек ќе остани, за него има казна срамна. За навек ќе остани за секогаш и има срамна казна. Тој што не може да му е послушен на Аллах и на пејгамберот. Поради ова нешто, овој пропис е многу важен, дека Аллах не створи, не обскрби и не остави сами на себе си, него ни нареди на нас и ни забрани некои работи и ни испрати пејгамбер на нас. Ако сакаме да успееме, овој риск што ни го дал Аллах, да го употребиме во правење на ибадет на Аллах Желешану, по патот на пејгамбер алейхиселам, како ни го покажа на нас. Секој еден ибадет треба да биде по суннет на пејгамбер алейхиселам. Тие два шартови за секој едно дело да биде примано по суннето на пејгамбер алейхиселам и со ихлас само за Аллах. Секој едно дело кое не ги има тој два, не се примат тоа дело, колку и да гледат добро. Ова беше првиот дел. Вториот дел: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. Allah не е задоволен во ибадетот, обожавањето спрема Аллах да му се припиши придружник некој, други некој. Вели: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Нити некој близок мелек, а ниту некој пејгамбер. Аллах не е задоволен. Аллах не е задоволен во обожавањето на Аллах, во ибадетот на Аллах, да му се припиши некој здруженик, од ова ибадет да му се припиши на некој други сантим, милиметар, трошка, атом. Било теа да биде мелек близок ка Аллах, што има некој степен, или било тоа да биде некој пејгамбер. Аллах не е задоволен. Значи, спротивното незадоволен. Аллах е луд на ваквото нешто кој ќе го направи некој. Аллах е незадоволен од таквиот човек кој ќе направи нешто вакво. Аллах не е задоволен од овој ширк, како му се припиши на некои други, од овие ибадети кои ги заслужуваат. Аллах е луд, гневен е на него, незадоволен е. Што е тоа ширк? Еширку ен тедж'але лиллахи нидден. Ширкот е да му се припиши на Аллах рамен, сопарник, судружник. Да му се припиши на Аллах некој еднаков, сличен, ближен како Аллах. Кој сакаш да веќе замега? Било тоа да е во неговиот рубубиет, улухиет или есма ва сифат. Да му се припиши нешто дека некој ствара или дека некој има власт во свемирот, во космосот, и каде било во небеса и во земја. Дека некој може да ги контролира, како што име тие шиите, дека Али ради Аллаху ан контролира небеса, земја, дожд, не знам какви има тие нивни ибадети какви прават. Во кој било дојде три видови на теухид да му се припиши какво било мало нешто, човекот излева од вера. Значи, без разлика во кој било. Ни мелек близок, нити пејгамбер. Зошто овие два примери? Зошто ги носи шејхот овие два примери? Поради причината што овие две створенија, мелеките и пејгамберите, се највозвишени и почитувани кај луѓето. Овие име најголем степен. И кај Аллах име тоа најголем степен, пејгамберите и мелеките. Овие име најголем степен, а и се најпочитувани кај луѓето. Кога овие два вида на створенија не им е дозволено и не им доликуваат да им се припиши некој ибадет што го заслужуваат Аллах,
како тогаш да му се припиши на некој кој е помало од овој кој нема таква вредност. Ова е само некоја компарација да се направи, за да се види опасноста од ова припишување на некој здруженик на Аллах Желешану. Зошто? Имато тие суфиски групи. Види, може би во некоја книга ќе дојде повторно се зборува за тоа. Имато дојде што име шејхој, нема намаз. Шејхој нема намаз. Хатта тие кај јакин, додека не ти дојде убедување. Додека не ти дојде убедување. А додека во ајатов е се додека не ти дојде смрт. Обожавај го на Аллах Желешану додека не ти дојде смртта. Тие јакин додека не ти дојде убедување. И вели тој ми дојде убедување на мене и готово, нема потреба да правам намаз, ништо нема потреба да правам. И тие го земаат на овај за нивни шејх. Го земаат на него судружник на Аллах дека ова има некоја сила и моќ да прави нешто како Аллаховата сила и моќ. Замисли докаде мој човекот да падне во незнаење. Кој е доказот за ова? Дека овие ибадети не му доликуваат на никој освен на Аллах. Ни на не мелек близок, ни на пейгамбер, на никој. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Џамиите навистина се за Аллах. И тогаш никако не повикувај освен Аллах. И тогаш никако не барај од никого освен од Аллах. Месаџид овде, месџид, џама, месџид, месаџид, множина од џамија, џамии, месџид, месаџид, или места каде падвин на сежде човеките. Ова не заслужува никој да се барат освен Аллах Желешану. Никој не смеш да повикуваш освен Аллах Желешану. Дова, онде се мисли на доа и барање од Аллах Желешану. Довата може да биде со уста, со барање, и може да биде со екстремети, со правење на некој ибадет. Вели пегамбер само хадис, довата е ибадет. Довата е ибадет. Не смееш да побараш на некој други освен Аллах, да му направиш доа, зашто довата е еден од видовите на ибадетот. Како што спомнавме, значи има дојде одет ке некој гробови, ке некој тие шејхови што се умрени во тие гробови и повикуваат од нив, има некој од ними кои што во живот ќе им кажуваат кога ќе умрам, дојди кај гробот таму, ако имаш некоја потреба, бара од мене. Ова не е скриено, ова го има денеска веќе. Ова акида, верување што го има многу луѓе на жалост. Имат во Египет имате таму гроб, таму не знам 20.000 или месечно или годишно луѓе одат ке овој гроб. Специјално тие што немаат деца и да барат таму и барат од него да имаат деца и не знам што. Например, некојаш кога зборуваме за овие некои ширкови велиме, што зборви тоа ева ке нас го нема тоа или ова или нигде го нема, не бе го има. Алхамдулилlah ако го немаат ке нас, алхамдулилlah. Ама во многу места го има тоа, не. Зошто е опасно ова, браќа? Вели Аллах Желешану, значи во ова што го спомнавме, џамиите или местата на сежде, или тие делови што паѓаат на сежде, навистина се за Аллах и тогаш никого не повикува освен Аллах. Зошто? Зашто ова е ширк, бајче, како што спомнавме и накратко уште еднаш ќе спомнеме. Инна Аллаха ла јагфиру ан јушрака биhi ва јагфиру ма дуна залик. Аллах нема да опрости ширк на никого. А ќе опрости помало од ова, кого сакате. Замисли. Ова е озбилна закана, браќа. Второ, أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. На онај кој ќе му припиши здружник на Аллах, Аллах ќе му го забрани џеннетот и престојувалиштето негово е огнот. Зулумчарите немаат поддржници никакви. Аллах го забрани џеннетот за тој што ќе му припиши здружник на Аллах. Нема. И ова не е за ова. Не е ова краткотрајно, че овој ќе гориш во џехенем како што спомнавме за верниците. Не, ова е вечно. Ебеден ебедие за секогаш. Нема ти излегување однатра. Како што сме спомнали. Ова е сега тука дојдено. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Аллах му се закана на пегамбер алейхиссалам. Објавено ти е тебе. Објавено ти е тебе, валакад ухија илејке. Објавено ти е тебе секако онако како што му беше објавено на тие пред тебе. Ако му направиш ширк на Аллах Желешану, ќе ти пропадна сите твои дела и ќе бидеш меѓу страдалниците, меѓу пропаднатите. За пегамбер сам. Ако му направиш ширк на Аллах, ќе ти пропадне сите дела. Све ќе ти пропадне. Ова е озбилна закана од страна на Аллах Желешану за пегамбер сам. Види,
Во дујна, браќа, нема сигурен, безбеден, среќен, радосен живот без таухид, без избегнување на ширк. Ова нешто не треба да престани во преокупацијата на еден верник дејне и ноќе, да внимава на неговиот таухид, да се пази и чува од ширкот. Значи, може би не е време, ќе дојде повторно за ширкот, кога ќе има пропис повторно, ќе зборуваме тоа повеќе. Ибрахим алейхиссалам правеше дуа, и други пејгамбери, ама специјално Ибрахим алейхиссалам: ја Аллах, заштити ме мене и моето потомство да не обожаваме кипови. Аллаху акбар. Ибрахим алейхиссалам, таткото на пејгамберите, правеше дуа: Аллах, заштити ме мене и моето потомство да не обожаваме кипови. Ја и ти сме во предност да правиме дуа кај Аллах джелешану и да бараме да внимаваме на нашиот таухид, да внимаваме од опасноста на овој ширк. Не е ова мала работа. Не е ова да ме кај че помини, не бе, секој дневно треба да се замараме и занимаваме со ова. Како кажав, нема радост во дујна и во ахирет. Нема смирен и лагоден живот без таухид. Не зборуваме за изобилие од дујна, зборуваме за смирени гради. Вели Аллах джелешану: "Мен амиле салихан мин ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون." Кој ќе направи добро дело, било машко или женско, а е верник, муъмин, верник, било машко и женско и прави добро дело и е верник, ние ќе му дадеме сигурно добар живот и ќе го наградиме сигурно со награда уште поубава од она што го работеа. Секој еден се труди да има радосен и среќен живот во дујна. Не се постигнува тоа освен со таухид и со избегнување на ширкот. Секој го бара тоа нешто. Верниците, иншалла, го имаат ова нешто во дујна и во ахирет. Гледај. Пегамбер сам, што кажам? Кој ќе го сретне на Аллах и не му припишуваат ништо, ќе влезе во џеннет. Аллаху акбар. Кој ќе го сретне на Аллах и му припишува на Аллах джелешану здруженик, ќе влезе во џехеннем. Хадис во Муслим. Главна приоритет е да внимаваме на овој таухид, да го избегнуваме овој ширк на секој еден можен начин. На секој еден можен начин да го избегнуваме овој ширк. Во секојдневниот наш живот. Ова да биде главна мисија како ние родители во едно семејство. Како Ибрахим алейхиссалам што побара дуа кај Аллах джелешану: "Ја Аллах, заштити ме мене и моето потомство да не обожаваме кипови." Да се трудиш жив, додека си жив, додека фека нефес во тебе, додека има дишење кај тебе, да не дозволиш во твојата куќа да се направи некое вакво големо лошо дело. Инна ширке ле зулмун азим. Ширкот е навистина најголемиот зулум. Ам кунтум шухада ид хадара Јакуб ел маут. Зарем бевте сведоци кога му дојде на Јакуб алейхиссалам смртта и му рече на неговите синови: "Што ќе обожавате после мене?" Мада та'будуна мин бади? Калу набуду илахака ва илаха абаика Ибрахима ва Исмаила. Му рекоа: "Ќе го обожаваме Господарот твој, Господарот на твоите предци Ибрахим, Исмаил, Исхак." Во смртна постела Јакуб алейхиссалам се секираше и се грижеше за неговите синови, што ќе обожаваат после него. Аллаху акбар. Ови се големи работи за нас да ги имаме во нашиот живот, и вредни работи, нешто кое заслужуваат да се жртвуваме за нашата фамилија, за нашето потомство, за нашите деца. Пошто времето е при крај, значи пак се издолжи, нема да продолжиме со третото, иншалла ќе продолжиме следниот дерс. Аллах джелешану да направи туди искрените негови робови. Субханакаллахумма бихамдик, нешхеду ан ла илаха илля анта, настагфирук ва натубу илейк.